испадне дека ова ќе биде најизвестното светско првенство до сега. Го следиме првото светско првенство уште од 1994 година, во кое што ниту една репрезентација не победила на сите три надпревари во групата. Продолжуваме со осмина финалните надпревари Јапонија, Хрватска и Бразил, Кореја. Фаворити против аутсайдери, ама овие аутсайдери победија големи екипи. Еј, што се деси со Германија? Као демек ќе одеа далеку, подценети се едно, друго, трето и стварно ќе одат далеку, ама за Берлин. Прв меч Јапонија Хрватска против Шпанија. Јапонија е тимот кој што победил со најмал последна топка на еден надпревар на светско првенство. Има само 17,7% последна топка. А и во победата против Германија има последна топка од само 26%. Човече, тепаа со Германија и Шпанија, а изгубија од Коста Рика, Како бе тоа е можно? Како? И нормално дека забегаа сега. Оној Доан даде 2 гола и забега со изјавиве, вика одиме на титула. На сите им кажав дека нашата цел е да го освоиме светското првенство. Не се шегувам кога велам дека тоа е нашата цел. Шо ти е бе, брат? Нормален ли си? Арно, ама Јапонија е третата репрезентација која што победила на надпревари во кој што на полувреме губела на 2 надпревари. Претходно тоа им успеало само на Бразил во 1938 и на Германија во 1970 година. А она со топката дали е гол или гол аут е јасно. Јасни се правилата, гол е. Значи топката треба со цел обем да ја помине линијата. Јасно се гледа на сликите дека не е помината со цел обем, значи гол е. Уствари, бе, фудбалов, ќе го земам. Имаме нов фудбал иначе во студиото. Не е веќе тоа малото топче што беше претходно. Топ фудбал. Значи, е линијата. Ако е вака, е гол аут. Ако е вака, не излеза на топката. Значи, од оваа страна, ако сликаш, ако снимаш, ова ти изгледа дека овдека е линијата, дека ова е сосема надвор. Меѓутоа, цел обем се гледа. И ова е обем на топката. Нема гол аут. Едноставно е. Доста е со топкава. Топкава пак си ја вративме кај што е местото на фотелја. А Хрватска може да му каже фала на Лукаку што ќе игра осмина финале. Лукаку промаши неверојатни шанси. Па Ракитич уште му нуди да го чести одмор во Сплит. Идемо Лукаку. Има да го почастимо месец дана у Сплиту. Идемо! Звер е Ракитич, значи звер, браво. И тука морам да ги споменам навивачите. Шеиците се шекнаа по најатрактивната навивачка Ивана Кнол. А видете го малиот у средина. Не му е јасно што се дешава уствари. Хрватска е фаворит и ќе дојде до победа. Јапонија не може да се надева повторно на среќа. А сега и Хрватска ќе биде предпазлива против селекцијата која што славеше против Шпанија и Германија. А јас ќе навивам за Хрватска на овој надпревар и мислам дека хрватите ќе слават со 2:0. Пред да продолжиме со следниот надпревар, ја молам притиснете subscribe и кликнете на звончето за да добивате известувања за сите видеа понатаму. Втор меч Бразил Јужна Кореја. Јужна Кореја значи се чудо. Дури 4 од своите 7 последни голови на светските првенства ги постигнуваат во 90 минути или после тоа. Корејците стануваат германци. Ама до тука ќе им биде. Ја тепаа Португалија со гол во последните минути и заслужено се во оваа фаза. Но мора да се каже дека Португалија играше со мешан состав. И на крајот, додека Сон плачеше од среќа, на другиот меч од групата Суарес плачеше од тага. А Бразил па изгуби од Камерун. Добри, Бразил играше со комбиниран состав, ама не смеа да си дозволат поразбе. Тите Ептен го измеша составот, ама барем ја зачува свежината. А звездата на денот е Дани Алвеш. Со 39 години и 210 дена стана најстариот фудбалер во историјата на Бразил кој настапил на едно светско првенство. Бразил си е Бразил и ќе тепа со Кореја. Ова е максимумот на селекцијата предводена од Сон. Ќе најавам за Кореја, ама Бразил ќе тепа со 3:0. Тоа е све за денеска, но веќе утре продолжуваме со следните 2 осмина финални надпревари. Следете не, коментирајте на видеата, дајте предлози, сугестии и чекајте го новото видео. Епа се гледаме. Чао!